Благодарам на сите за присуството. Ја предложивме оваа форма да малку продискутираме, дебатираме на неколку теми. Јас предлагам да дам еден краток вовед и понатаму да дискутираме на прашањата кои ги имате. После тоа може да преминеме и на неофицијална дружба од која ќе завршим официјалниот дел. Дозволете да започнам со тоа што сметам дека е многу важно, што сметам дека треба да биде фокус на вниманието во овој период, нешто на што укажувавме во изминатиот период, што всушност се случува зад завесата, што е концепцијата на владење на ВМРО-ДПМН. И знам, нешто на што укажувавме, некои работи веќе се отвораат, се докажуваат, за некои други ќе треба уште некое време. Очигледна е соработката на оваа власт со српската власт на Александар Вучич и на СНС, односно лично со него. На граѓаните веќе им паѓа во очи како премиерот Мицкоски сака да го имитира председател Вучич и во движењата, и во стоењето, во начинот на давање изјава, во концептите на изјавите. Прекарот го доби веќе малиот Вучич. Ние пративме што се случуваше во Србија изминатите години, посебно изминатата година, изминатиот период, после трагедијата во Нови Сад, протестите кои што започнаа, кои што не беа целосно покриени од сите наши медиуми, само еден одреден дел од граѓаните целосно ги пратеа сите тие случувања. Таа политика таму практично е многу слично на тоа што се случува тука. Еден човек ја представува целата политика и целата партија. Тоа што го прави Вучич во Србија, го прави премиерот Мицкоски кај нас, или се обидува да го направи, да го ископира. Сите ги извршува нивните наредби во рамките на партијата и во рамките на владата. Практично до таа мера се поделени општествата да диалог е многу тешко можен, а во Србија тоа оди на ниво на судири. Практично Србија се соочува и со економски колапс, ние гледаме како. Исто така се соочуваме со една многу ризична ситуација во рамките на економијата, финансиите, нешто што 2026 година ја прави многу неизвестна. Северниот сосед очекува помош од Европа, а во исто време е во целосна изолација од Европа и така е со години наназад. И сега, зошто ова сето го кажувам? Ке направиме една споредба со трагедијата во Кочани, кај нас и со таа во Нови Сад. И покрај безбројните индиции за одговорност на актуелни функционери, има актуелни функционери од ВМРО-ДПМН кои што се целосно заштитени и не се опфатени со истрагата за Кочани. Има директна поврзаност на компанија за обезбедување со дискотеката Пулс во Кочани. Нешто што се обидоа на почетокот да го сокријат, па не успеа. Направија трик со формирањето на анкетната комисија. Предложивме анкетна комисија во собранието за Кочани, таа не ја прифатија, направија една цела заедничка, така како што тие сака, пратениците на владеачкото мнозинство, ВМРО-ДПМН, знам. И сега кажуваат нема да има анкетна комисија, затоа што наводно имало истрага. Па и тогаш се знаеше дека има истрага. Зошто го минираа овој процес вака? Јасно кажаа родителите што сакаат. Да се постигне, што е целта, што се барањата. Да продолжам понатаму. Оваа влада, очигледно поддржани од председателката на државата, тоа го видовме за време на низиното годишно обраќање, имаат некакви барања кон Европската унија, кои што е очигледно дека не може да се исполнат од сите инстанции, од сите европски функционери, од сите лидери на големи европски држави, им е јасно дадено до знаење дека тоа што се бара е практично невозможно. Што е заклучокот? Се бараат само изговори за земјата да се држи изолирана од Европската унија.
Не постои друго објаснување кога на сите веќе им е јасно дека нивните барања се практично нереални и се само причина да не се направи чекорот напред кон Европска Унија. За време на владењето на СДСМ во 7-те години власт се направија крупни чекори. Се направи Преспанскиот договор, бевме нарекувани предавници и тоа беше резултат на многу мокните кујни кои што се уште активни на ВМРО ДПМН. Тие денонокно работеат и тоа е нешто за што навистина треба да им се одаде признание. Што се случи со Преспанскиот договор? Се реши повеќе деценијски спор и земјата стана членка на НАТО. Се обезбедија границите, сигурноста, безбедноста. Кога гледаме во денешен геополитички контекст со војна во Украина со сите закани, можете да замислите што ќе се случуваше тука ако и тоа не се завршеше, односно не се решеше тој повеќе деценијски проблем. Референцата ФИРОМ се замени со Северна Македонија, се реши проблемот, се направи чекор напред. Се направи чекор напред и кон Европска Унија. Се заврши скринингот, процесот започна. Зошто е запрем процесот? И тоа е едно од клучните прашања кој што е сега актуелно, а одговорот е поради криминал и корупција. И ништо друго. Поради тоа што со самото тоа што нема реформи во делот на правосудството, со самото тоа што не се отвораат вратите за европското обвинителство, овде цвета криминалот и корупцијата на оваа страшно корумпирана власт. Се именуваат обвинители, судии, гледаме како поставуваат луѓе блиски до власта, се со цел да ги заштитат своите членови и да влезат во политичка пресметка со сите други политички неистомисленици. Се наметнува повторно преку пиаровските кујни на ВМРО ДПМН и знам проблемот со Бугарија. Тоа е завршена работа. Тоа е само еден механизам како ние да стигнеме до целта Европска Унија. Вметнувањето на бугарите во уставот е нешто што ќе не донесе таму, каде што ние стратешки со децении наназад се стремиме да стигнеме. И тоа е повторно една форма на извртување на фактите, спинување, се со цел да нешто се представи како некакво предавство, а во суштина да нема реформи, да нема вистинска трансформација на правосудството, да нема европски обвинители и да продолжи да цвета криминалот и корупцијата. Кога не напаѓа во времето кога се носеа тие големи одлуки, Преспанскиот договор, после тоа францускиот предлог, бевме сведоци на страшни креации, на афери, напади на наши членови, валкање на нивните имења, компромитација и така натаму. Факт е дека не се одбранивме соодветно поради таа нивна силна пропаганда. Но сакам да порачам дека овој пат таа пропаганда и тој филм кој што го прават нема да помине. Затоа што знаеме точно со што се соочуваме, знаеме како да се справиме и знаеме како да се бориме. Што е фактичката состојба во другите сектори? Страшна енергетска криза, потфрлање на целокупниот енергетски сектор, менаџирањето на енергетскиот сектор во земјата, што доведува до поскапување за струјата. Ке каже премиерот владата, тоа е резултат на работата на регулаторната комисија, меѓутоа тие само го констатираат, анализираат и носат одлуки врз основа на тоа што сработила владата, а не сработила практично ништо, односно сработила многу малку. Поскапувањето на струјата ќе биде неколку денари, 3 денари, ама тоа ќе повлече поскапување на сите други продукти, се друго во земјата. Следи
бран на огромни поскапувања на храната, на лебот, на млекото, на јајцата, на сите основни прехранбени продукти. При тоа нема најава дека ќе има зголемување на платите. Пропаѓаат преговорите со синдикатите. Вчера премиерот кажува има колективен договор, па само јас сум го променил 3 или 4 пати колективниот договор во здравството со цел платите да растат. Ама тоа е добро менаџирање на системот кој се грижи за граѓаните. ИПАР 3 пропадна. Ги фатија во корупција, Европа ги повлече парите. 130 милиони евра недостасуваат во земјоделството. Кој ќе ги надокнади? Ке се соочи земјоделскиот сектор со огромна криза. Повеќе илјади семејства кои што живеат од тоа, веројатно ќе бидат доведени на работна екзистенција во 2026 година. Понатаму нешто што е многу важно, посебен осврт на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави на Балканот, посебно во изминатите недели, посебен закон за специјални санкции за одредени лица поврзани со криминал и корупција. Значи го враќаат фокусот тука на Балканот. И сега после тоа е веќе се јасно што се случува. Што прави власта во меѓувреме? Се грижи само за своите луѓе. Видовме примери. 161 тендер, една компанија, 5,3 милиони евра. Друга компанија, 9 милиони евра, само со двајца вработени. Нашата платформа, која што ја отворивме, Истражувачкиот центар за коруптивни операции, секојдневно прима стотици документи, пријави од граѓани, од вработени во јавни институции, од луѓе блиски и членови на ВМРО ДПМН, на кои што очигледно име преку глава тоа што нивните другарки и другари го прават. Сите материјали ќе ги презентираме и ќе ги поднесеме до соодветните институции. Уште една работа, што сметам дека е многу битна да се потенцира, токму во овој период, кога ги почнавме да ги откриваме сите коруптивни сделки на власта, кога почнавме да го разобличуваме предавството и нивниот лажен патриотизам, гледаме и сведоци сме дека не се бираат средства да се замолчиме. Серија на обиди да се прикаже некакво уривање на социјал-демократскиот сојуз на Македонија од внатре. Наши поранешни функционери, еден поранешен функционер, други двајца претходно, едниот кој што не се појавил во јавноста, не знам од кога, со години. Некои луѓе кои што не се веќе во партијата, туку заминале во предавничката знам, и сега најнаш во овој момент излегуваат и се активираат и се гласни на јавните мрежи. Се постава прашањето зошто тоа не го прави изминатиот период, година и пол дена. Како тоа сега? Најнаш кога почнавме една ваква сериозна акција, издржана со сериозни анализи, документи од луѓе кои што не информираат. И тоа што во меѓувреме го дознавме е дека сето ова е организирано од ВМРО ДПМН. И дека целиот проект го води ВМРО ДПМН, тие се налогодавачи, финансиери, а дека во позадина еден од можните финансиери на целиот овој проект е Алта банка. Банката која што дојде од Србија со сомнителен капитал, на која што нашите власти ги отворија ширум вратите, а во европските земји не им дозволуваат влез поради сомнително потекло на капиталот. На некои членови им пречеше што млади луѓе преземаат функции, нови луѓе што преземаат функции, посебно младите луѓе во антикорупцијскиот тим. Меѓутоа, упатувам јавна и јасна порака дека секој еден мора и треба и ќе има шанс. Јас разбирам суети, разбирам различни фрустрации, меѓутоа партијата е место каде што секој може да каже што има, да се дебатира,
да се дискутира. И ако беше намерата добра и вистинска, тоа ќе се правеше тука, а не преку медиумите или социјалните мрежи. После се, мислам дека веќе е јасно, но што се случува, и сакам да упатам една јасна порака, дека во оваа борба за правда во државата, никој нема да не запре. Ќе ја вратиме власта во рацете на народот. Решени сме во тоа. Има нова сила во СДСМ, комбинација на поранешни искусни луѓе, нови, млади луѓе, интензивно се работи на секој еден сегмент во партијата, креирањето на политиките. Борбата е почната, крајот се гледа каде е. Секој еден кој што е замешан во корупција и криминал, сакам да порачам дека ќе одговара. Ви благодарам.